Од 7 до 10 мај ќе се одржи 7-миот поред графити фест во организација на Сдруженијето Форма. Уметници од Македонија, но и од повеќе европски држави годинава во близина на гимназијата Гоце Делчев ќе цртаат графити и мурали на слободна тема. Повеќе детали за меѓународниот фестивал од изјавите на организаторите Дејвид Стоилковски и Горан Стојанов од Сдруженијето Форма. Годинава графити фест Куманово ќе се одржи 7-ми пат, значи традиционално, на локација Средно општинско уметничко училиште гимназија. Ќе трае 4 дена од 7 мај до 10 мај, каде што 7, 8, 9 мај ќе се цртаат мурали, а на 10 мај ќе главното случување, односно ќе се исцртуваат графити. На оваа локација има доволен простори за мурали, значи одиме во малку да смениме, значи во висина да направиме нешто. Секоја година добиваме и самите некои пораки од други уметници од страна кои што сакаат да учествуваат. Но ние, мислам, се придржуваме до нашиот став да викаме само активни уметници таа година или години пред тоа што се активни, што направиле некои добри дела, но секако поставаме можности за некои нови да се појават и да учествуваат на нашиот настан. Има надвор Македонија, значи од цел Балкан, но сега и пошироко одиме од Италија, од Грција, од Полска, од Шпанија и така натаму. Германија, и секој си црта тоа по тоа што е познат и ние им даваме потполна слобода на нив, затоа што немаме таква, не можеме да ги ограничиме да прават што ќе им кажеме, затоа што е фестивал и потполна слобода добиваат. Цело време сме активни, работиме и во други градови, како и на некои приватни планови, така и за пример не викаат и градоначалници на тие градови што се посебни фирми и така натаму. Значи и таму не викаат, не работиме само во Куманово и полека и во странство почнеме да се пробиваме, така да го градиме тоа чекор по чекор. Кој секоја година и ова година имаме богата, ајде да кажеме, музичка програма, имаме богата програма за најмалите, бидејќи веќе трета година како поред професор Југослав со неговото средно детство ја збогатува целата програма на овој фестивал. Така и ова година ќе има некаде околу 2 часа спортска манифестација од негова страна. Ќе имаме околу 4 до 5 диџеи, ќе имаме отприлike ќе биде тоа. Секоја година, од година во година растеме како фестивал, а искрено од сите тие што доаѓаат, ајде да ги наречеме странци, купуваме нешто од нив, учиме како е кај нив и гледаме да го примениме тоа на нашиот фестивал. Да, ова е единствен фестивал со ваков карактер во Македонија и што е некој новитет, минатата година правевме во Кочани еден мини караван, така да и ова година планираме да продолжиме во тој ритм.